Ќе најавиме новата сезона на Националната опера и балет, која што започнува на 16 овој месец. Имено самото отварање ќе биде проследено со возбудливата сценска кантата Кармина Бурана од германски композитор. Нешто повеќе за богатата програма која што нели следува на репертоар и за самото отварање ово утро ќе да знаеме од мојот денешен гостин, раководител на секторот маркетинг Бурхан Дебрани. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро и добро дојдовте. Во самата најава напоменав за отварањето на новата сезона, односно за моќната сценска кантата. За каква кантата поточно станува збор и на кој сметате најмногу дека ќе привлече интерес? Да, значи ова е оперско-балетска представа, каде што диригент е Иван Еминовиќ, настапуваат солисти од операта и солисти од балетот. Од германскиот композитор Карл Орф. Со ова представа ние ја започнуваме новата сезона. После тоа следуваат, значи денеска ќе имаме од 11 часот прес конференција по повод отварањето на сезоната 2024-2025, во кој ќе присуствуваат вршителот на должност директор на Национална опера и балет Оливер Арцовски, уметничкиот раководител на операта Христо Саракинов и уметничкиот раководител на балет Кире Павлов и јас. Значи, освен Кармина Бурана, ние сезоната ја продолжуваме и со балетската представа Дамата со камели. Истиот ден или за идните денови говорим? Не, значи ја отвараме сезоната на 16 во среда, од 20 часот. А ја продолжуваме сезоната на 30 овој месец со Дамата со камели и на 2 ноември исто така со Дамата со камели, бидејќи ова представа има голем интерес и затоа моравме да ги поставиме две представи. Да, морам да напоменам дека за Кармина Бурана диригент ќе биде Иван Еминовиќ, а веќе од следните представи имаме реномирани солисти, гости од надвор, значи ќе имаме железен репертоар, ќе биде во тезина како мајските оперски вечери. Од каде секи имаме странски гости, дали се знае? Да. Диригент за Дамата со камели ќе биде Едуард Амарцумјан од Ерменија, а солист во улогата на Арманд ќе биде Валери Любенко. После тоа продолжуваме со месецот на Пуцини. На 8 ноември ќе имаме представата Боеми. На 16 Мадам Батерфлај, на 23 Тоска и на 29 Турандот. Тука ќе имаме реномирани солисти и диригенти исто од надвор, како што за Боеми ќе го имаме Маурицио Колисанти од Италија. Во главната улога на Родолфо ќе го имаме Доменико Менини од Италија. Во улогата на Мими Анастасија Доросенко од Германија. Потоа за Мадам Батерфлај ќе имаме исто така гости од Германија и од Италија. Ви помогнам. Да. Диригентот ќе биде од Грција за Мадам Батерфлај, што ќе биде на 16 ноември, Мирон Михајлидис. А солисти во улогата на Цоцо Сан ќе биде Дарио Масеиро од Италија. Во улогата на Сарплес ќе биде Флориан Стефан од Романија. Исто така ќе имаме еминентни гости за операта Тоска на 23 ноември. Диригент ќе биде Елио Руцоло од Италија. Исто во главните улоги за улогата Флорија ќе биде Марија Јелиц од Србија, а во улогата на Каварадоси ќе биде Дарио Дивиетри од Италија исто така. Значи имаме што следува на репертоар за и целиот месец ноември поточно. Да, и ќе го прекрсиме како месец на Пуцини. Исто така за Турандот ќе биде диригент Роберт Джанола од Италија. А во насловната улога на Турандот ќе биде Хан Јинг Цо од Кина и Калав ќе биде во улогата на Калав ќе биде Джеймс Ли од Јужна Кореја.
Южна Кореја, Кина, Ерменија, Италија, Германија, Грција, навистина имаме многобројни странски гости и навистина богата програма, односно многу има што да се види на репертоарот кој што следува. Дали сега за сега во продажба се пуштени карти само за Кармина Бурана, со која што ќе биде проследено самото отварање, или пак се продаваат и карти за овие балетски представи кои што ги напоменав? Да, се продаваат карти и за Дамата со камели. Публиката има можност да купи преку нашиот сајт opera.ballet.mk и на билетарница. По билетарница денови ќе се пуштат. Исто така, во текот на денот ќе се пусти продажбата за месецот на Пуцини. Месец ноември. Да, во кои цените ќе бидат 1000, 1200, 1500, бидејќи имаме реномирани гости од странство. При самиот крај ќе прашам, ете верувам за претходната сезона и не мора да прашам, верувам дека имавте голем интерес, а тоа можевме да го заклучиме и со нашите јавувања токму од лице место, но дали очекувате интерес за оваа нова сезона, па и за самото отварање, и за кој се препорачува најмногу оваа возбудлива и сценска кантата? Да напомнам дека Кармина Бурана се продаде за многу брзо време. Тоа е за сите возрасти, за млади, за повозрастни, и се надевам дека ќе го имаме на репертоар пак 2025-та. И ја поканувам публиката, ќе имаме одличен репертоар да не посетат до декември, а после декември ние најверојатно ќе имаме уште побогата сезона, побогати представи со уште поеминентни имиња од странство, гости, солисти, диригенти. Се надевам дека ќе дојдеме повторно, ќе најавиме и богатата програма која што следува, но можеби ќе поразговараме со странските гости кои што ќе настапуваат овде. Ви благодарам многу за одвореното. Фала многу. Благодарам. Се надевам дека со внимание слушавте за репертоарот кој што следува не само месец октомври, туку и идниот месец ноември, токму овде во Националната опера и балет. Уште еднаш ќе напоменеме дека отварањето на новата сезона е на 16 октомври во 20 часот, токму овде во Националната опера и балет со кантатата Кармина Бурана.